Трет блок отворено студио 1, како што најавивме на почетокот на денешниот ден, разговараме на тема за еден поинаков пристап кон наставата, односно предавањето, пример кој јас лично сметам дека треба да го следат и користат голем број други наставници во основните училишта, не само во Скопје, туку и во Македонија. Гостин во овој блок е Ивица Трајковски, наставник во основното училиште Димитар Миладинов и 11 октомври во Центар. Добре дојавте во отворено студио. Добре ве најдов. Вие се истакнувате како еден наставник кој што има сосема поинаков пристап кон наставата. Па да, пробувам да бидам поразличен. Секогаш тргам од личниот пример. Тоа што на Ивица кој бил 6, 7, 8 деление, што му фалело, и се сеќавам на тие мачни денови кога одев, досадни денови некојаш на училиште, кога требаше да ме охрабри некој возрасен, освен моите дома. Имаше часови каде што буквално ги препишувавме книгите во тетрадка и требаше да се научат на памет. И се тргајќи од тоа дека возрастните треба да не учат на некои животни вештини, на некои поразлични вредности. Како што навлегував длабоко во мојата кариера или како што повеќе станував наставникот, се будеше вистински во мене и сакав да доловам некои работи кои што ми фалеа лично на мене кога сум бил помал, и затоа пробав да имплементирам некои различни техники. Што имплементиравте? Па најповеќе тоа што им се допаѓа на новиве супер генерации, значи YouTube, документарни филмови, анимирани филмови, мотивацијски говори, имаме прилично некои досадни лекции, зашто јас предавам и историја и граѓанско образование. Морам да ги пофалам Македокс, например, ни спремија многу добри документарни филмови со превод на македонски, може да се имплементираат во многу различни предмети, но имаме и часови каде што ако не си добро подготвен, може многу лесно да го ја изгубиш контролата врз часот. И преферирам мотивацијски говор, например, на некој познат, не мора да е селебрити, ама да е, например, во некој поле успешен, некој писател или атлета, уметник. И веднаш имаме различен пристап во самиот час. Секој час, например, мене ми почна со некоја мисла од некој човек. Не знам. Може да си најубавиот човек од надвор, ако си грд од внатре, ти си грд човек. И 10 минути разговараме за тоа. Без разлика дали сум историја, дали треба да се предава некоја најважна лекција или граѓанско образование, се трудам да ми почне часот релаксирано. Учениците речат, добре, конечно нешто интересно ќе. Нема да испрашува, нема да има тестови. Примери каде што петок, 6 деление, петок, 6 час, 8, 9 деление не сака да се оди. Наставник уште, заврши, толку беше, дај да останем уште малку. Секој тргам од личниот пример. Мене што ми фалело, тоа имплементирам. Вака, јас би се осврнала на тоа, споменавте дека имате некаков поинаков пристап односно наставата која што предавате на вашите ученици, но она што е за вас интересно е дека всушност активно сте вклучени во глобалната иницијатива Fridays for Future. Ке ни кажете ли нешто повеќе? Да, значи се започна со 16 годишната Грета Тунберг, ученичка од Стокхолм, која едноставно ја загрижило тоа што една од најразвиените светски земји не се придржува до Париската конференција, односно си ја загадува еднината. И девојчето се запрашало кога ние како една од водичките земји не превземаме ништо, што останува на Нигерија, на Индија, не знам, на Бангладеш, на Македонија. Што останува за нив? И едноставно девојчето излегло на протест сама. Седнала пред шведскиот парламент, од почеток ја тргнале од таму, зашто нели е трн во очи на пратениците, на политичарите, некои новинари пристапиле кон незе и приказната е таа сама, значи ја почнува таа иницијатива Fridays for Future или School Strike. Значи секој петок
веќе е милионска. Мислам дека низ 130 држави, низ многу градови се одржува тоа. Учениците, бидејќи нема иднина, како што ја замислуваат, најдобро е да се учи за климатските промени, за тоа што доаѓа. Знаете, ни у Скопје многу брзо заборавивме што дишевме зимово, така? И сега, како човек, како наставник, како родител, јас мораше да информирам за ова што се случува. Прво започнав на часовите по граѓанско, значи кратко интро направив, да видат што се случува, па чекав нивни реакции, точно да видам што е. Наставник, ова се случува? Викам, да, што мислите? Дали рециклирате? Дали... И започнавме со рециклирање, со штедење струја во нашето училиште. Значи, од усно. Значи, усна информација. Слушате, чешмите течат, така? Зошто да не... Кој да слушне чешма? Дај да намалиме сметката барем за вода. Гасевме под светло, значи, малите работи ќе направат големата слика. Значи, не можеме да ја спасуваме поларната мечка, да ни, не знам, додека ги миеме забите ни тече чешмата, или додека никој нема во ходникот да ни свети светлото. Тие мали работи, тие мали навики кај децата, поготоа од личности што даваат позитивен пример, што шират позитивна енергија, ги примаат. И сега јас се осеќам како таков човек и децата ме осеќаат близок. Значи јас пред пријател, познаник и мојот колега Божо вели Светото Тројство. Значи наставникот, родителот и ученикот, ако заедно не соработуваат, каква и платформа да имаме за образование, колку и да сме напредни, нема да одиме напред. Значи таа соработка ученик, родител, наставник треба да е на многу поголемо ниво. Во домот треба да се дава на децата да се рециклира. Јас на моите тоа го правам. Јас имам 2 ќерки и уште од најмала возраст ние рециклираме пластика. Можам да ја оставам во пакомак, но јас знам дека имаме пакомак во училиште, плюс тоа учениците ме гледаат дека носам една голема вреќа со пластика и давам пример од мене. Наставник, што правите? Па не знам, не рециклираме. Да. Па викам да пробаме, зашто и вие не пробате? Органската храна успите. Следат ли примерот? Па како да. родителите исто го прифаќаат тоа? Видете, се што се случува во учениците, се што им е интересно, тоа се кажува дома. Значи, примерот, јас секогаш повторувам од мојата ќерка, например. Тато како си помине училиште, второ оделение. Тато бркавме скакулци. Се качувавме на дрва. Значи, Б нема од букви, уште М од математика. Тоа што е интересно, тоа го прави. И јас тргам од тоа. Значи, ако им наметнеме нешто што е едноставно, ама е правилно, значи, зборуваме, а збуката ќе знаат. Значи, имаме сведок сум на буквално на нашето бубање на лекции, каде што таа информација како академски граѓанин ќе му треба, но многу повредни работи ги ставаме на страна. Како, например, глобално затоплување, како, например, комуникацијата. Имаме ученици што не разговараат, имаме ученици што не знаат како да се изразат, има ученици што седат позади, буквално се кријат од наставникот. Ај контакт избегнува, говорот на тело е слаб. Значи, ако ги спремаме за нешто што е поразлично, треба да обрнеме внимание на тоа. И тоа е мојот пристап. Имам примери каде што буквално учениците мене ме учат. Ќе пробувам да не издавам со имења, ама нема да го заборавам Виктор. Поздрав до Виктор ако гледа. Виктор, викам, научи една лекција, не ме зафркај, викам да бидеме сите заедно. Не само пред мене, пред себе, знаеш. Добро, наставнику. И доаѓа наредниот час. Ајде, кажи нешто. Нешто. Нешто, да ме кажи нешто. Абе, Виктор, викам. И сега, тогаш тестови правив, сега не правам тестови. Тоаш беше меѓу првите генови. Да, имам информации дека воопшто тестови не им давате на учениците. Како тогаш ги спрашува за... Само за Виктор да докажам морам. Ајде. И Виктор ми вика, наставнику, тоа е тоа, јас почнам да работам нешто, зашто како што има излагање, јас тука куцам на мојот лаптоп се што гледам кај ученикот, значи не само оценката што одговара, како одговара ај контакт, говорот на тело, буквално се редовноста, се си го куцам. И Виктор, викам, не можам името да ти го прочитам на тестов. И Виктор седна онака буквално, наставнику, вака ќе се пишува. Колку и да звучи тоа, нето на детско е.
Многу е просто кажано, ама кога ќе размислиме, сите одиме натаму. Гледаме на семафори како се одираат луѓе, како пишуваат, како буквално 13 годишњак ти го исклучува светлото, ти вика разбуди се. Не е само азбуката. АБВГ, ДД, како? ДД. Тука ми кикснуваш. Значи имаме и некои поголеми работи. Азбуката и 2 плюс 2 ќе се знае, децата ги пуштаме надвор, а надвор, верувајте, ги чекаат човекојаци, ловци на таленти, каде што не им е битно оценката. Јас ако имам некоја фирма за интернет, за не знам, за нешто што е напредно, за гейминг, за графички дизајн, јас нема да речам, извини, како се викаше, дај ми го свидетелство да видим колку петки имаш. Еве ти го компјутерот, другар, ако знаеш да направиш нешто, погодите кои ќе ја добија работата. Ме сваќате? Апсолутно, да. Околу тестовите ги споменавме? Па имав пример каде што ученик екстра надарен, со сите атрибути, буквално добива тројка. И јас се чудам, викам, како може човеков да добие тројка, учеников, како може да добие тројка? И доаѓам, викам, другар, тројка, викам. Ако вика, јас знам. И се сетив пак, кога правев, поготово јас математика бев многу јак, кога правев тестови, како ми тропаше срцето, како буквално пробав да препишам нешто, да се снајдам, некои работи, колку пати да ми го објаснува, не можев да ги сватам. И сватив дека тестовите се само стрес. Стрес, значи... Тогаш, како го проверувате нивното знаење? Вака, не предам јас. Има тестови каде што се задолжителни, значи според програмата, математика, јазиците, македонски, мора да се прави писмено. Јас имам, например, давам наставно ливче. Наставното ливче е да се поврзе нешто или да се објасни нешто, ама во горниот дел имам ко профайл пикчер, да се нацртаат себе, како профилна слика на Facebook. И буквално гледаат, ова што е, викам, тука треба да се нацрташ. Знаете, на прво да се опуштиме. Наставното ливче не иде директно во оценка. Знаете, кога се оценува, треба повеќе компоненти да се соберат за да се формулира таа оценка. Сум бил сведок каде што 5:0 ученици екстра се и се слуша во школски двор вулгаризам, булинг. Ме сваѓате, џабе се тие петки. Значи тоа не е конкретната слика, а некој тивок му е страв, не сака да крене рака, а длабоко во себе, во очите се гледа дека ти ја пие информацијата. Ајде, викам, лесно е, нели знаеш, ти ја направи некоја гримаса и во очите на другите тој треба да се охрабри. Тој не дека не знае, тој знае, ама треба со посебен механизам кој јас... Да му се крене само довербата. Па тоа е тоа. Така да тестот може да... Има разлика од 5 до 5. И на тестот има разлика од 5 до 5. Има ли ученици кои што имале проблем со самодовербата преку вашиот процес на нивно учење, подготвување за понатаму во животот да достигнале спеле да го соправат тој проблем, така? Значи, јас најдалеку сум допрел со ученици сега што завршуваат 4-та година средно. Со голем број од нив сум останал пријател. Значи, буквално си пиеме кафе, се гледаме, дискутираме, Инстаграм, Фейсбук користиме. Многу од нив ме викаат, професоре, менторе. Сум допрел на некој начин каде што сум ја поместил границата на пријателството. И тоа го виделе кај човек што буквално јас кога прв пат влегов во училиште, не бе ваков. Јас како мал, како дете сум бил дете што седи у предпоследна клупа и не зборува. Бевте ли на почетокот може би строг учител? Па не бев никогаш строг, ама не бев упатен. Учев низ примените што ви кажам, учев. Како да се поврзате со вашите ученици? Па не бев строг, секогаш, знаете, јас сум карактер прилично позитивен и тоа младите луѓе го сеќаат. Знаете, кога си ја сакате работата, кога одите на работа и работите со деца кои што уште не се загадени од она општествено надвор што е буквално не знаат да мразат, вистински сакаат и знаат да љубат, Мораш проблемите ги оставиш на страна. Што и да има. И треба сме и глумци, треба да не ни интересира тоа што се случува надвор. Овие 40 минути се за тие деца и треба да се посветиме на нив. И буквално кога влегувам во училиште, не знам, 300 деца, добро утро, на 300 деца кажеш добро утро, зашто не знаеш каков е денот. Може би едно да пукне или здраво или како си, што правиш, еден ај контакт може да го смени целиот тек на тој ученик тој ден.
Јас велам, родителите ги праќаат своите синови керки на училиште, насмеани. Моја должност како родител, како наставник е, морам да ги вратам среќни. Да, на крајот да има знаење плюс и така цело време, но детето тоа нема да го забори никогаш. Можам вас да ве прашам, дали се сеќавате на некоја лекција, не знам, во основно образование, ама зборувам за лекција, како напишан план, учевме тоа. Јас искрено не и многу ми е криво што јас не сум имал наставник во основно ваков пример. Ама на некој лик се сеќаваме добро. По негативни или по позитивни? Па се надевам по позитивни. Тоа е тоа. Што правиме со проблемите со кои што се соочува целиот образовен систем во Македонија? Обично главната вина се наоѓа кај наставниците. Вие сте еден пример кој што го побива тоа. Меѓутоа, свесни сме за тоа во каква состојба се наоѓаат во овој момент наставниците, па и професорите во цела држава. Тешко прашање. Значи, платформата и фундаментот е секаде размрдан. Ако приметите, на секаде се зборува за образованието, какво било, какво е сега и како го планираат. Не е само во нашата држава. Знаете дека ако не е цврст фундаментот, темелот ако не е цврст, тој да изградиме може лесно да се сруши. Образованието, реформите во образованието не треба да се само оние што се содржински, да сменам содржината, значи мораме да имплементираме педагошки мерки, поразлични, понапредни. Точно, ама тоа се зависи од човекот што го работи тоа. Значи, ако не си ја сакам работата, нема човек што ќе ме задржи во образование, да не ни зборувам за платата и за... Значи, муабетот е љубовта кон младите луѓе. Зборуваме за нешто што го носам дома како вредност, како среќа, како позитивна енергија, и тоа би ми заменило било која поголема плата од било кој работодавец кој што над глава ќе ти стои шеф. Се разбираме, значи, образованието како образование мора да трпи не промени, туку да оди напред, чекор по чекор. Не можеме да смениме само учебникот и тоа да се смени. Одиме ли ние напред? Па пробуваме, наискрено пробуваме, зашто, еве сега ќе ви кажам пак пример. Освен Македокс, бев сведок на семинар граѓанско образование, каде што имаме нова програма вметната од Бирото за развој, нели, каде што веднаш се чувствува Бирото за развој на образованието, веднаш се чувствуваат примесите на граѓанскиот сектор, што порано воопшто го немаш. Моето скромно работно искуство од, не знам, 5 години. Веднаш се осеќа дека е нешто поразлично. Не е само на фактопедија, него ти даваат стриктно задачи како треба да изгледа часот, со активности, со чеклисти, и веднаш тоа кога го имплементиравме, буквално првиот час, веднаш се осеќа разлика. Учениците се, окей, ова е интересно, да. Значи има шанси. Ако вистинските луѓе се фатат за вистинската работа, може да има напредок. Значи, лошо е кај нас што голем број стручни лица не сака да се вклучат. Едноставно е ставено тоа go with the flow. На стариот систем на функционирање. Јас знам дека постарите професори потешко е да го сменат мајндсетот. Не да го сменат, него мораме да имаме не знам, работилници каде што нема да биде го читам PowerPoint-от само. Дојдовте тука, здраво, ова е работилница, ќе не знам за новитети, си го отвараме лаптопот, ние седиме само, буквално како она што е, не знам, оние досадни часови, тој си го чита PowerPoint-от, ни даваат сертификати, вие сте лидери, така, вие сте напредни, уствари, благи ве за него. Че сепак праксата е битен дел од... Без пракса не може. Значи, јас знам дека на секој треба да му се даде шанса. На секој професор, на секоја личност треба да се даде шанса. Така. Но познавам луѓе што буквално така.
Добре, како државата да ги мотивира наставниците? Па се оди кон индивидуата. Например, мене, јас сум доволно мотивиран за да сето што се случува од надворешните влијанија да можам да го некако да го исклучам, свичов да му направам. Многу се плашиме кога ќе дојде таа фамозна инспекција, тие што се пеглање на документи, каде што не се гледа работата, него треба да спремиш листови кога доаѓа таа инспекција. Буквално, чек да ги видам листовите, наставата си оди, ти можеш срцето да го оставиш на настава, ама се гледа хартијата. Непотребно се врши притисок врз наставниот кадар. Па притисок. За некој е вистински притисок. Мене не ми е притисок, зашто единствената оценка која барам се од единствената оценка која мене ме интересира од моите ученици и од моите родители. Се разбираме, значи, јас ако сум чист пред нив, мене никоја инспекција не може да ми најде ништо мене. Значи, знам дека работам со срце, знам дека се сакам работата, знам дека некојаш ќе сгрешам. Некојаш наставникот на таа година беше, викам, ја не сум робот, да, во право си супер. Значи, не мора да се памти тоа се онака фамозно и помпезно се одговара да се почнува како што оди во учебникот. Нели, тие учебници, замислите има учебници некои што се од пред времето кога, не знам, тој човекот што го пишал немал Facebook акаунт или немало YouTube или мрежата, нетворкот не бил така застапен и сега учебници пишувани во 90-тите години. Да, годината е сменета таму, ама да, ама содржината е таа. Ми текнува на тоа што сум учел како мал, прилично исто е. Да. А како реагираат директорите во двете училишта каде што држиш настава, секако и колегите? Па ме гледа дека начин сум малку поразличен, да. Ме охрабрува дефинитивно. Значи добивам и од двата директора добивам подршки. Најголема подршка и најголеми гласноговорници за мене се учениците и тоа ми е најважно. Сигурно сте умилен меѓу учениците. Па пробувам да бидам. И тоа ми е некогаш онака кој ќе ме приметувате дека не можам да престанам да зборувам некогаш. Наставнику. Викам, знаете кој е број 1? Вие сте, ама викам јас ако не се видам кој број 1, вие нема да ме видите кој број 1. И тоа ќе влета во нешто, во некоја лекција која што не знам. Или денско стане и се зборуваш за нешто што е сосема друго. Некои ученици не може да го, знаете, онако во стание било и тоа е тоа. И мораш да доловиш некои моменти од ново живење. Зошто баш на 2 август, не знам. Зошто не одбрале друга дата? Им даваш да размислуваат што било на 2 август. И се мислат. Па тогаш се организирале, ама зошто баш на 2 август, викам, што е муабетот? Па не беше некоја слава наставникот, точно слава беше, тоа исто кога ти е мобилниот, апликацијата да свети зелено, значи сите сме онлайн. Кога биле сите онлайн, односно сите не се на слава, нели се шерува лесно информацијата. Слушни кој ќе тропат камбаните, нешто ќе се случи. И знаете она, и се поврзуваат што нешто што име опипливо, што нешто што име денешно и тоа може нема да биде она така, она што го пише во учебникот, ама ако ученикот мене ми го презентира тоа со јасен говор на тело, со исправен став, значи во очи ако ме гледа, ако си ги гледа учениците, тоа е најголема петка што може да добие. Да. Ивица, ти благодариме на овој интересен разговор. Јас се надевам дека и посакувам да имаш уште долга ваква успешна кариера и дека твојот пример ќе го следат и голем број други наставници во Скопје, па и пошироко во цела држава. Ви благодарам на поканата. Нека не забораат моите ученици, утре идеме на екскурзија во 8 саат, автобусите не чекаат, немој да касните. Благодариме уште еднаш, а ние време да се одјавиме. Време е пополека да се одјавиме, односно тука завршува третиот блок отворено Студио 1, следуваат забавните емисии Возење со Вучич. Останете со програмата на 1 ТВ. Пријатно. Зарем не требаше технологијата да не ослободи од стресот? Секако